Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва разговараме со двајца гости, меѓутоа за да го запазиме протоколот за заштита од COVID-19, емисијата овој пат ќе биде поделена во два дела. Најпрви не разговараме со Гордан Таневски, комунален редар во општина Куманово. Господине Таневски, добро вечер. Благодарам што одвоевте време за гостување во нашата емисија. Добро вечер. Благодарам се до вашата телевизија што извоевте време за оваа проблематика. Бездомни куќиња, долгогодишен проблем за Куманово, како и за останатите градови низ државата. Какви се податоците оваа година за каснати луѓе? Знаеме дека бездомни животни се уште има насекаде низ градот. Проблем кој не е веќе на град, на општина Куманово, проблем на државно ниво. Се надеваме дека државата ќе најде време и слух за да може да издвои средства со кои би се решил проблемот со бездомни куќиња, кој е многу акутен во моментов. Каснувањето на граѓаните од бар во општина Куманово, можем да кажем дека се од повеќе причини, малтретирања на самите куќиња, период на парење на самите куќиња, вознемиреността. Така да тој проблем ќе биде и понатака додека не го решиме со средства кои се веќе, може да кажем, предвидени со буџетот на општина Куманово. За среќа барем до нас не стигаат бројни пријави за каснати луѓе. Дали до вас има некоја информација? Имаме информација, меѓутоа и тоа во моментов не е релевантно како показател за каснување и за напади на куќињата. Тешко е веројатно да се направи проценка колку куќиња скитници има во Куманово, меѓутоа некоја груба проценка дали би можеле да кажете? Добро кажано, тешко. Тешко може да се каже, има многу куќиња, причината е несовесни граѓани кои зимат куќиња за чување, ги парат, па не може да ги одржуваат, па ги пуштаат. Имаме телефонски пријави на граѓани, на совесни граѓани кои не се јавуваат и ни кажуваат дека од страна се донесуваат куќиња, се истовараат на територија на општина Куманово, така да бројката не можеме да ја знаеме. Мислам дека општина Куманово на годишно ниво одвојува средства за акции за заловување на куќиња. Општина Куманово е единствена општина во Република Северна Македонија која на годишно ниво прави тендер за заловување на куќиња скитници. Други општини го прават по потреба. Да. Колку ја чини во моментов општината? Во моментов општината ја чини со последниот тендер 840.000 денари, инаку се предвидува за наредна година 2 милиона денари, затоа што не можеме со овие средства да бидеме ефективни на терен. Што се размислува? Кои се плановите? Дали може би центар за сместување на овие животни? Градоначалникот во една прилика рече дека тоа е навистина скапа инвестиција за да се издвои, но сметате ли дека тоа е вистинскиот начин за решавање на проблемот со бездомни куќиња? Постојат многу начини на кои може да се реши тоа. Мислам дека доктор Венев тоа подобро ќе го каже, затоа што е стручен и работи на таа проблематика. Инаку е факт дека со поголем капацитет во кој би влегла самата општина Куманово би имало некој адекватно решение, нормално со кастрација, со сите третмани кои отом потом ќе ви ги каже доктор Венев, има решение за овој проблем. Дали чипирањето на куќињата е можеби едно од тие решенија? Што очекувате? Еве тоа од неодамна се реализира, дали ќе придонесе да се крене свеста на собствениците кои по кратко време ги напуштаат, односно ги оставаат на улица? Да, во секој случај ќе има ефект, затоа што ќе се дознае кој е собственикот на куќето. Нормално има законски одредби со кои има и казни, значи со кои би се казнил несоветниот чувател на тоа куќе.
Веќе споменавте дека и граѓаните знаат понекогаш да бидат несовесни. За жал, изминативе месеци бевме сведоци на некои небили настани, малтретирање на куќиња, на игралишта и слично. Имаше дури и пријави од Министерството за внатрешни работи. Еве, постојано сме низ градот, на плоштадот, на секаде, барем јас додека поминувам, ниту едно куќе досега не ме нападнало. Би кажав, се е тоа до самите граѓани. Самите животни, самите куќиња не се агресивни, ако не им покажеш агресија. Така да понекогаш ќе треба да бидеме и ние свесни дека тоа самите си го правиме и предизвикуваме проблеми со самите куќиња. Општината продолжува постојано со заловување, со акции. Како може да ви сконтактираат граѓаните кои што имаат проблеми? На сајтот на општина Куманово го има оставено телефонскиот број, мојот телефонски број. Може да прочитаат, може да се јават секогаш. Ќе пробаме да излеземе во пресет и да им помогнеме. Неодамна на почетокот на годината се организираше еден убав настан, хуманитарна акција, вдомување на куќиња. Како помина оваа акција и потребни ли се повеќе? Мислам дека ова беше за прв пат да се организира таква акција. Не, за прв пат, оваа година да, за прв пат, меѓутоа и во претходните години имаше вдомување, организирано вдомување. Се појавуваат граѓани заинтересирани за тоа, земаат, мислам дека се совесни. Имаше многу убави случки, настани, како подарок за роден ден, како подарок за повод некој така. Ние сме во план, ќе правиме и понатака акции во случај на бројка која ќе може да располагаме за вдомување, за да не правиме за мала бројка куќиња кои ќе сакаме да ги дадеме за вдомување. И имате ли потатица само колку куќиња годишно можеби се заловуваат на ниво на градот? Секоја година е различито, затоа што прво се менјат цените, односно услугите кои ги диктира државата преку Агенција за храна и ветеринарство, така да не може да кажам која бројка, секоја година е различито. И зависно нормално од средствата кои се предвидени за заловување на тендерот. Ви благодарам на одвоеното време. И јас сум ви благодарен. Почитувани, останете на Телевизија Плюс, по краткиот џингл следи вториот гостин. Како што веќе најавивме, продолжуваме со емисијата. Втор гостин вечерва е доктор по ветерина Димитар Венев. Господине Венев, добро вечер и за вас. Благодарам што одвоивте време за оваа емисија. Добро вечер и благодарам на поканата. Да. Веќе со господинот Таневски спомнавме дека ветеринарната станица е вклучена во заловувањето на куќињата во општина Куманово, односно службата ги заловува куќињата и ги носи во стационарот во Четирце. Како изгледа целиот процес, еве за подобро да им објасниме на граѓаните? Што се случува по заловувањето? Па Грешка ветеринарска станица има служба во склоп на ветеринарна станица која се е специализирана за таа намера, значи они имаат лиценци за носење на тие инструменти каде куќињата агресивни се седираат, да може да се совладат, иначе не може секој куќа да се совлада. И кога се заловат тие куќиња, се носат горе во стационари и таму по редослед се дехелминтизираат, вакцинираат од беснело, чипираат, обележуваат со маркички и сите оние куќиња кои се сумњиви на заразни болести и агресивни, тие се еутаназираат, а оние останатите се кастрираат, месец дена се на третман и после тоа се враќаат обично на место каде се заловени. Тоа би значило дека овие куќиња што ние ги гледаме низ улиците со маркички не би требало да бидат агресивни. Па не би требало да бидат агресивни, ама ја би ве прашал исто, ако не може да јадете цел дена, некој носи храна, дали нема да го нападнете да земете храна, тоа е нормална работа. За обично тие куќиња се малски куќиња, ги вика така, и обично кога ќе заловиме некој куќа, дојдат по 5-6 сопственици, го чуваат во зграда, во улица, и обично тие се такви куќи ги ранат, меѓутоа, гледате, ние имавме доста овие куќиња кои беа во центарот со жолти маркички, ги ранеше таму некој таксиста, и они по храна одат. Колку куќиња се изгрижуваат на годишно ниво?
Тоа е релативна работа секоја година, меѓутоа мислам дека бројката е негде, да кажеме, измеѓу 300 и 500 куќиња, што значи дека тоа е некако бројка која кажува многу. Тоа кажува дека не може ниједен да ми докаже дека 300 и 500 куќиња се родат на улица и живеат до таму 80-60 килограми, колку ги начекаме овие по улица што ги гледаме овие големите куќиња. Значи, тоа се куќиња кои доаѓаат од руралните средини, од напуштени куќиња од граѓани, додека им е интересантно или додека им требаат, онда тука се, меѓутоа после тоа завршуваат на улица. Чипирањето исто не сака да ги чипират, затоа што прво се плаќа. Прво државата беше 2 години дозволуваше тоа бесплатно се работи, меѓутоа после тоа имаше релативно добар одзив, меѓутоа овие после тоа е слаб одзив, не сака да ги чипират затоа што колку е сега цената на чипирање? Па чип сега таа цена е 800 денари и избегуваат луѓе да ги чипират, така да мислам дека и таа мерка до негде ја покренува таа акција да се најде некој куќа, меѓутоа доста куќиња, да не кажам 90% од тие што ги најдеме на улица не се чипирани, а пошто работам таква работа и повеќе од по руралните средини се движиме, таму се обично гледате стари луѓе, ги напаѓаат и они обично по 2-3 куќиња имат во двор и кога тие луѓе завршат свој живот, тие куќиња доаѓаат во град. Мислам, никаква филозофија тука не измислуваме наука од куќиња. Куќиња луѓето ги прават. Ова што кастрација е една од мерките. Меѓутоа, мислам дека и ова мерка која ја покрена државата, која траеше 2 години, мислам дека требаше се спушти на некое пониско ниво. Ние припишуваме од Германија, од Америка, меѓутоа таму, ако кажам дека еден град на ниво на Куманово нема годишно 10 куќиња, а издвојуваат милиони прво општина, потоа имат тие спонзори кои овие удружења кои од големи пари одвојуваат за таа работа и тие 10 куќиња ги чуваат подобро него хотел. Меѓутоа, ајде кажете 300-400 куќиња да ги радите секој ден, колку тоа кошта. И уште 400 кои имат по град да ги заловите, како да се плати тоа? Мислам дека тука е проблем и дека по мене, ја дискутирав доста меѓутоа, видите, во последно време се имитираме Запад, ние треба да се спуштиме, ви рекол, на пониско ниво, да државата некако изнајде средства или општината да најде средства да сите женски куќиња, машки куќиња, кои сака да ги кастрира, а оние кои сака да ги размножуваат, значи он ќе си пријави како одгледувача на куќиња и он се одговара за тие. Значи он си ги чува, ги продава, веќе што сака да работи, нека работи, не може да му забрани никој. Меѓутоа оние кои немат пари или не сакаат да ги кастрират, мислам тие треба да се кастрират и тогаш ќе зборуваме за некој намален број. И тогаш може да зборуваме како да ги попишеме, како да ги евидентираме, како да ги сместуваме. Каква е здравствената состојба на заловените куќиња? Вие ги наблюдувате нели одреден период? Доста лоша. Доста лоша. Ја ќе ви кажам дека кога учевме ние школа, тогаш овие болести што сега ги има, ги учевме по 2-3 реченици. Меѓутоа сега имаме и лајшманија, и ерлихија, и билофиларија, тоа е срчан црв, и тоа масовна појава, не е тоа веќе, имаше го негде во Кочанско таму, пошто Штип, меѓутоа сега и кај нас ги има доста, така да имаме болести кои се, тоа се фактички болести кои пред 30-40 години беа африканските, во Африка беа. Сега дојдоа и кај нас, ги пренасат и комарците, и мувите, и крлежите, така да мислам дека ние се законска регулатива е секое куќе да се испита на лајшманија, значи имаме доста позитивни куќиња кои тие автоматски одат, потоа дебодикоза има доста со шугарци, псороптеси, така да мислам болести има широки. Па сами ги гледате по улица. Мислам некогаш и кога ни јават граѓаните дека некое куќе не чекаме, некогаш и да ја таа процедура запазиме од овие комунални инспектори, па да не јават, него го заловиме тоа куќе, па после го и договараме, гледате ги колку се, мислам, жални да се гледат, те да се остават на улица да бидат тука. Меѓутоа, ајде, земете еден пример прост. На Запад сите ние идеме.
Погледнете таму куќи, значи има си хранилка на улица, од една страна храна, од друга вода, куќе си лежи до него, никој не го дира, никој не го шутира и никој не му смета да помине он преку куќа да се тргне. Никој не краде тие хранилки. Мислам, кај нас таа работа тешко да живе бар наредни години. Имаше различни коментари изминативе години од Сдруженијата за тоа како изгледа стационарот во Четирице и слично. Ваш коментар на оваа тема? Па не би сакал да зборувам, мислам, удруженја се можда би не би зборувал додека не се тука, би сакал да бидам во очи со нив да некои работи расчистиме. Тоа сигурно дека не е хотел, меѓутоа има секој куќа има бокс, има кафес, има вода и има храна. Има човек кој ги чисти секој ден и тие удруженја мислам дека никој не ги пречи. Никој не ги пречи, ако сакаат може да дојдат како хуманитарни, како кажуваат они, како се чуваат куќи, може да дојдат да помогнат, да ги чуваат, да ги шетаат, да ги чешлаат, да ги бањат, нема никаков проблем. Меѓутоа лесно е да се кажува, треба тоа да се спроведе и тоа треба се на крај финансиски да се покрие. Некојаш може да покриете нула, ама да донесете од дома да радите куќи, мислам дека тоа е грешна работа. И сега тие удруженја од различни побуди они тоа го дискутираат. Мада мислам дека тука има повеќе теми кои ќе се отворат и не би сакал сега без нивно присуство да ги отворам тие теми. Секако отворени сме и за нив. За крај би ве прашала и каква е совеста на собствениците, редовно ли ги вакцинираат своите миленици? Делумно. Значи, има луѓе кои се педантни, кои строго ги поддржуваат тие мерки, меѓутоа има луѓе кои, ете така. Не знам, мислам дека поголем број се луѓе кои свеста веќе почнува некако да се развива и оние кои ги земат, посебно овие кои се расни куќиња, мали куќиња, кои се по дома, тие идат со полн третман. Меѓутоа овие кои се на улица, дење во двора, ноќе на улица, тие малку потешок третман. Се добива впечаток дека последниве години како да се зголеми популарноста за чување домашни миленици? Па, не знам, ја немам тој впечаток. Мислам дека по овие куќиња повише ги користат како некои кои им помагаат, значи да им чуваат дворови, им чуваат тие работи. А иначе овие куќиња кои се миленици, кои ги чуваат по станови, по ова, има луѓе, мислам, совеста, млади луѓе кои се едуцираат и гледаат како по интернет, по запад, така да мислам дека има луѓе, али има и луѓе и овие другите ги има. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат нашите граѓани. Благодарам. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.